Го прочитавме текстот, подолг текст, и они што внимава се разбира, што слушаа повнимателно, може да видат дека се работи за текст со многу остар тон. Тонот во текстот е доста критичен. Нешто што не сме свикнали да го слушаме во црковните кругови. Ако некој автор, некој пастор напише статија во ваков остар тон, не верувам дека некој списание или некој вестник христијански би го објавил. Верувам дека би бил оценет како премногу остар, строг, како критичен, негативистички и дека отсутства многу благодат во тој текст. И веројатно во најдобра мера, во најдобра варијанта, уредничкиот колегиум би го вратил на доработка и би кажале: смени го малку тонот, употреби нему поблаги зборови и тогаш би го објавиле. Што ние живееме во поинаква епоха. Живееме во епоха на толерантност. Денеска толерантноста се смета за најголема придобивка на современиот човек. Толерантност и прифаќање. И бидејќи ние живееме во рамките на една светска култура, која секогаш влијала на црквата, толерантноста влегува и во црковната субкултура и затоа денес и од црковните кругови се отврла или црквата се исправа против секој остар тон, критички тон. Се што недостига благодат. И како една мантра се повторува она изјава на Господ Исус Христос: по љубовта ќе не познаат дека сме Христови ученици. И вистина е така, по љубовта ќе не познаат дека сме Христови ученици. Меѓутоа, повторувањето на оваа мисла во оваа епоха на толеранција, па и во црквата, не исправа пред еден непријатен избор, чуден избор. Кој е тој избор? Треба да избираме меѓу неприроден избор, да избираме меѓу љубовта и вистината. А тој неприроден избор, зашто љубовта никој пат не ја исклучува вистината. Љубовта секогаш оди заедно со вистината. А што е толеранцијата? Толеранцијата всушност е една појава, современа појава, која треба да оди преку љубов, преку вистината, за да не го повреди егото или суетата на некој чишто поведение не е соодветно на вистината. Толеранцијата се интересира од суетата на човекот, а вистината љубовта се интересира од вистината. И затоа ние денеска живееме во општество во кое што Бог се представува како добродушен татко на кого гревот не му прави многу впечаток. Треба да бидеме толерантни кон гревот, зашто и Бог е толерантен кон гревот. Тоа е представата што се шири за Бог. Да толерираме секакво поведение. И причината за толерантноста повторно е не нашиот интерес за вистината, туку зачувување на егото на човекот. Во суштина тоа е хуманистичкиот човек. Кога порано авторитет ќе обвинеше за некакво неправилно поведение, кога учителите, наставниците ќе укажаа на неправилност во поведението на ученикот, се бараше кој е проблемот кај ученикот. Кога денес учителот или наставникот ќе каже дека има проблем, се бара проблемот и велиме некаков проблем има кај наставникот. Толерантната култура современа го гради таквиот однос кон критиката, кон
укажување на неправилностите, на неправдите. И оние кои нема да се согласат со изопачувањето на учењето за благодатта, според кое треба да оствори пат за гревот, таквите се обвинувани за неразбирање на благодатта. Оние кои велат дека вистинското христијанство значи покорност, послушност на Бог, Библијата и следење на апсолутните вистини, таквите се обвините дека не го разбираат учењето за Божјата милост и благодат. И затоа тонот со кој што апостол Петар, начинот на кој што ги отсликува некои христијани во негово време, ни е чуден и неприфатлив. Не сме слушнале такви зборови, таков начин на напад на христијани, како што употребуваат апостолите. Во контраст со нашата современа христијанска култура, која пропагира фин однос кон секој што ќе каже дека е христијан, апостол Петар овдека гледаме покажува поинаков однос. И кога ја разгледуваме оваа глава, посебно овој дел од 10 до 22 стих, потребно да се консултираме малку и со посланието на Јуда, која е само една глава. И од карактеристиките што ги дава овдека Петар и Јуда, може да видиме, да заклучиме дека станува збор за истите лажни учители, истите така наречени христијани кои се вовлекуваат во црквата. И изучувањето на Јуда, заедно со оваа глава, со овој текст, може да не помогне да разбереме некои нејасноти кои Петар не фрла доволно светлина врз нив. И на двете места, и во Петар и во Јуда, откриваме портрет, еден јасно исцртан портрет на лажните учители. Може би како гротеска малку изгледа, и сето тоа е направено така карикатурално, со остри црти, за да биде многу јасен, да добиеме многу јасна представа за таквите христијани, лажните христијани, лажните учители, и сето тоа апостол Петар го прави на ваков начин, за да бидеме предпазливи. Тоа е толку страшен портрет, што треба да се вреже во мислите, во главата на христијаните, за да внимаваат. Кога ќе видат таков профил на христијани, да бегаат од нив, да се странат, за да не тргнат по нивниот пат. И затоа основната идеја, всушност, која може да извлечеме од овие стихови, дека треба да ги познаваме тие зли карактеристики и измамнички техники на лажните учители, за да не ги следиме во нивните гревови. И оно што можевме да го видиме во остатокот од втората глава, или овој втор дел од 10 до 22 стих, нема воопшто доктрини овдека. Нема да видиме доктрини. Овој дел не е напишан за да влечеме доктрина, иако на крајот, последниот дел е во сите коментари предмет на расправање за сигурноста во спасението. Има ли отпаѓање од спасението или нема отпаѓање од спасението. Не е напишан со таква цел, иако треба да одговориме на тоа прашање. Овој текст има за цел да ги отслика, да ги представи карактеристиките на лажните учители. Првата глава беше доктринална глава. Таму говореше апостол Петар за спасението преку верата во Христос и духовниот растеж. Овде имаме карактеристика, а во третата глава го гледаме учењето, кој се сведува основно на одрекување на доаѓањето на Исус Христос. И нормално, учењето секој пат се рефлектира на поведението. Штом Христос нема да дојде, тогаш нема потреба да живееме во светлината на судот кој доаѓа. Штом Христос не доаѓа, нема суд, значи ние сме слободни да правиме што сакаме. Поведението на овие лажни христијани е последица на она што ќе биде представено како нивно учење во третата глава. И ајде да видиме како се развива текстот и како ги опишува апостол Петар. Долг е овој текст. Нема
нема потреба да го разгледуваме во детали, зашто овие 12 стихови излекуваат само некои основни, градат основни црти на карактерот или личноста на тие лажни христијани. Прво, што може да го видиме, и тоа на самиот почеток е покажано, лажните учители се арогантни. Тоа се представуваат како многу силни, се представуваат како многу големи, како многу возвеличени. Така. Ти вели ја презираат власта, дрски се, горди се и не се плашат да хулат на власт. 2 пати е употребен зборот власт и неколку пати е употребен зборот хулење. Значи, нивната арогантност се покажува преку хулата на власта и нивната горделивост. Сега, овдека има специфични зборови употребено апостол Петар. Зборот хулење е од бласфемија, кој значи да покаже непочитување нешто што е возвишено. Интересен исто така зборот власт, не е вообичаен збор, Петар го употреба зборот докса. Истиот тој збор во исти контекст го употребува и Јуда во неговото послание во 8 стих, и таму тој го употреба зборот докса, со тоа што во нашиот превод се е преведено како слава. Че зборот докса значи слава, нешто што е возвеличено, нешто што е возвишено. Такви овие лажни учители не покажуваат почит кон тие што се повозвишени, повозвеличени, што се по-супериорни, по-мокни, по-големи. Овој збор се употребува, се разбери, за власт и за човечката власт, зашто луѓето што се на власт се повозвишени, тие се возвеличуваат повеќе од обичните луѓе. И затоа овој збор може да се преведе и како власт се разбери. Сега, кои се тие власти кон кого лажните учители во овој контекст конкретно покажувале непочит или ароганција? Има неколку толкувања. Некои сметаат дека овдека станува збор за човечки власти. И поточно авторитетот на апостолите. Лажните учители го отфрлале авторитетот и учењето на апостолите. Друго едно толкување е дека овие лажни учители се однесуваат со непочитување кон Бог и поточно кон учењето за Христовото доаѓање. Негирајќи го Христовото доаѓање, тие покажуваат непочитување. Меѓутоа, најголемата група на толкувачи сметаат дека кога говори овдека за власти, апостол Петар мисли на паднатите ангели, на демоните. И има, ако бидеме точни кон текстот, ако го следиме текстот доследно, ќе видиме дека има основа за такво толкување. Може да се извлече екзегетска основа. Во следниот текст, во следниот стих, апостол Петар вели дека тие покажуваат, че лажните учители покажуваат непочитување кон властите, кон кој дури и ангелите, кои се поснажни и посилни од нив, не изговараат за нив хула пред Господа. Значи, ни дури ангелите, кои се поснажни и посилни од нив, не изговараат за нив хула пред Господ. Не за тие власти за кои лажните учители принесуваат хули, дури ни ангелите не се осмелуваат да несуваат хула против тие власти пред Господа, со тоа што и Господ е исклучен. Веќе ангелите се исклучени, Господ е исклучен. Кон кого ангелите не се осмелуваат, иако се посилни и поснажни од лажните учители кои се обични луѓе, значи учителите се обични луѓе. Ангелите се повисоки, посилни и поснажни. Дури ангелите кон тие власти, вели апостол Петар, не се осмелуваат да изречат хула. Кои се тие власти? И пак ќе кажам тука, Јуда дава повеќе информација. Истиот збор, истиот проблем со лажните учители го изнесува Јуда во 8 глава на неговото послание. И веднаш во 9 стих вели вака. Кога вели дека лажните учители изнесуваат хули против
славните, докса или властите, тука вели Петар, и веднаш во следниот стих Јуда вели, Архангел Михаил, кога се препираше со ѓаволот за Мојсеевото тело, не се осмели да изрече хулна пресуда, току рече, Господ да те спречи. Не му рече, изрекувам против тебе лоши зборови, не го навреди, не го презре. Господ рече да те спречи. Имаме една слична ситуација во книгата на пророкот Захарија, во 3 глава, првите 5 стиха. Во тој текст Захарија имаше едно видение, виден првосвещник на име Исус, кој беше облечен во валкани облики. И валканите облики беа символ на гревот на Израел. Од десната страна на првосвещеникот стоеше сатаната, од левата страна имаше Господов ангел. И сето тоа го гледаше Захарија. Сатаната од десната страна го обвинуваше првосвещеникот. И тогаш Господовиот ангел му рече на сатаната: Господ да те укори, сатано, Господ да те укори. И понатаму продолжува, тоа не е гламнијата која што е извадена од огнот за спасение на Израел. Но важното е дека и овдека и во овој случај ангелот Господов, и тоа е многу специфична титула во Стариот Завет, воопшто не влезе во борба некако, личен конфликт со сатаната, туку рече Господ да те укори. Го предаде во Божите раце. И сега кој е идејата на сето ова што го објаснуваме сега? Кој е проблемот со тие лажни учители? Нивната ароганција. Тие се паднатите ангели, иако се паднати ангели, иако се демони, сепак тие се по-високи, повисоко поставени, тие се посилни, поснажни, вели овдека апостол Петар, од лажните учители кои се обични луѓе. Секако, сатаната и демоните се многу подолу од Бог. Божјата слава е бескрајна. Но, успоредно со човекот, тие се повозвишени суштества. Се разбира, не треба да се плашиме. Во Христос ние имаме победата на секој искушение од нивна страна. Но што правеле тие лажни учители? Тие лажни учители се исправеле пред христијаните да докажуваат колку се силни, колку се духовни и како може да се борат и да се справуваат со демоните. Нешто што се прави и во современи христијански средини. Има луѓе кои секој ден го врзуваат сатаната. И кој е проблемот? Денес ке го врзат на богослужбата, утре пак го врзуваат. И заутре пак го врзуваат. Па ако го врзале денес, зошто треба утре пак да го врзуваат? Тој се одврзал или воопшто не го врзале? Знаеме кој ќе го фрли во окови сатаната. Кога Христос ќе дојде, за 1000 години ќе го затвори сатаната. Ние не можеме да го врземе сатаната. Ние не можеме да се бориме. Имаше еден случај во 19 глава на Делата, 7 синови на Схева. Видоа како апостол Петар ослободува луѓе од демони и тие тргнаа да го прават истото. И тогаш демоните или демонизираниот човек се нафрли на сите седморица и тие побегнаа ранети, уплашени во страв. Нашата работа не е да се занимаваме со демоните, да хулиме, да ги презираме, да се бориме со нив. Тоа е работа на Исус Христос. Христос ја се бори за нас. Нашето е да го следиме Исус Христос. Меѓутоа, има христијани кои сакат да покажат духовна супериорност. Ние сме поголеми од обичните и треба да ни се восхитувате. И треба нас да наследите, зашто ние сме нешто поинакви од другите. И овие лажни учители очигледно го правеле тоа. Тие се представувале за многу духовно силни, големи, супериорни, духовни борци, кои што можат да ги фатат демоните и да ги уништат. А зошто го правеле сето тоа? Кој е мотивот? Зошто таа духовна надмок? Зошто таа духовна ароганција?
Зашто имале лични мотиви за задоволување на својата алчност. Правеле театри со други зборови, за да ги одвратат христијаните од апостолското учење и апостолите и да ги привлечат кон себе си, и привлекувајќи ги кон себе си, на тој начин да го задоволат својот единствен интерес, а тоа се нивните телесни страсти. Ти немале учење, немале нешто со кое, немале Божјо слово со кое ќе ги привлечат луѓето, и начинот на кој што ги привлекувале бил театарот. Оно е театар кој го гледаме и во христијански средини, она парадирање и борба со демони секојдневно за привлекување на љубопитството на луѓето. Апостол Петар ги отсликува, ги споредува тие лажни учители со животните. И вели како што животните единствено се водени од инстинктот, воопшто немаат разум да размислуваат, така и овие лажни учители во сите нивни постапки, во нивното служење, во сите театри што ги прават, се водени од инстинктите. И затоа вели се како животните. Како неразумни животни, созданија по инстинкт се фаќаат и се уништуваат сами, холејки го она што не го разбираат. И затоа во својата погибел ќе загинат, добивајќи казна за вршењето на неправдата. Нивните очи, вели, се полни со прелюбодејство и ненаситни се на грев. Гледале само како да си ги задоволат страстите. Ако успеат да ги одвратат луѓето од авторитетот на апостолите, од учењето на апостолите, имаат поголема шанса да ги привлечат на своја страна и на тој начин преку нив да се ги постигнат своите себични телесни интереси. И многу интересен збор што го употребува овдека апостол Петар во 14 стих е: нивните срца се привикнати на лакомство. Зборот привикнати е превод на гимназо, од тука гимнастика, гимназија и така натаму. Тој збор значи тренирање, обучување. Значи да обликуваш нешто. Во гимназија луѓето ги обучуваат, ги воспитуваат. Во гимнастиката луѓето го дисциплинираат и формираат телото. Тие луѓе, вели апостол Петар, се истренирани во тоа како да си ги задоволат своите телесни потреби, похоти. Со други зборови, апостол Петар вели, тие се махери како да си ги задоволуваат страстите. Многу добро знаат како да ги убедат луѓето, да на крајот да си го наполнат джебот, а преку джебот, нели, и она што им е основен мотив и цел. И тука гледаме дека всушност основниот мотив, и тоа покажано е во следните неколку стиха, основниот нивен мотив за служба, основниот нивен мотив зошто се во христијанството е джебот. Како да профитираат преку неправдата, вели апостол Петар. Зошто печалбата им е основен мотив? Зашто преку печалбата понатаму ќе можат да се ги задоволат и своите животински, како што вели Петар, инстинкти. И тука Петар всушност она што го потенцира е мотивот. Кој е мотивот? Го извлекува нивните страсти, кесето, портмонето, како мотив за нивното служење. Мотивот е многу важен. Мотивот одредува дали има служење или нема служење. Зашто служењето без правилниот мотив не е служење, или апостол Петар. Погрешниот мотив не сместува во поинаква група на христијани. И апостол Петар многу јасно ја представува оваа група. Секој мотив што не е Божјата слава, секој мотив што не е градењето на Божјото царство, секој мотив што нема вечна перспектива, го уништува служењето. Всушност, веќе тоа не е служење, туку тоа е дејност која задоволува некоја наша цел, некоја наша потреба. Само она служење што е
за прославување на Бог е служење. Она служење кој не е за прославување на Бог е наш инструмент, личен инструмент за некои наши лични цели. Во конкретниот случај, вели апостол Петар, целта е парите, а преку парите похотите. Вели, очите им се полни со прелюбодејство. Тука спомнува и јадат и се фалат сите тие работи. Кога седат на Господната трпеза, кога собираат на агапе вечерите, вели, нивните очи се полни со прелюбодејство. Сигурно гледале со страст, да може да злоупотребат се што е, нели, таму. И тој поглед ги споредува со Валаам, пророкот Валаам. Она позната случка од броеви 20 до 24. Вели, откако го остави вистинскиот пат и се заблудија, тргнаа по стапките на восоровиот син Валаам, кој засака плата за вршење неправда. И ова го потенцира Петар. Нивги, како они се како Валаам, ќе вршат неправда, но за да стигнат до платата. Ајде да се подсетиме на случајот со Валаам. Моавскиот цар Валак не можеше да ги победи евреите. Чу дека има некој пророк, кој има дарба, и го повика да го проколне Божиот народ. Валаам многу добро знаеше дека не е возможно да се проколне Божиот народ. Меѓутоа му беа понудени еднаш втор пат солидна награда за да го направи тоа. И очигледно на Валаам му беше поважно кесето, она што му го понуди Валак, отколку стравот од Господ. И тргна. Секојаш кога ќе отвориш уста место проклетство, излегуваше благослов. Виде дека не може да го проколне Божиот народ, ама парите многу ги сакаше. И на крајот му кажа на Валак, има начин како да ги победиш. Има начин како они сами да паднат во проклетство. Дај им ги моавските жени и они ќе почнат да блудствуваат со нив, евреите, и сами ќе се навлечат проклетства. И стигна до крајот да ги земе парите. Му беа важни. Ги навлече луѓето, верните луѓе, Божиот народ, го навлече во грев. Мотивот за сето тоа беа парите. Богатството што можеше да го доби. И вели, овдека затоа го дава примерот со Валаам. Овие на истиот начин постапуваат. Ги интересира парите и со итрина ги навлекуваат верните луѓе, и тука посебно се истакнати новите во верата, два пати во текстот вели Петар, новите во верата ги навлекуваат во грев, нивната стапица. И користи карикатура овдека апостол Петар, користи сатира, кога кажува за магарето, но беше изобличен за своето беззаконие, неразумното животно проговори со човечки глас и го запре безумството на пророкот. А овие лажни учители сака да кажа се понеразумни дури и од овој Валаам. И тука е и споредбата или ова случка со магарето. Валаам беше толку заслепен од парите по кој тргна, што не можеше да го види Божиот ангел кој со меч го попречуваше да оди. И тој беше послеп и потврдоглав дури од најтврдоглавото животно. Нема потврдоглаво живото од магарото. Магарото ни се води, ни се тера. Валаам беше дури од едно магаре послеп и потврдоглав. И овдека сака да каже апостол Петар, толку се заслепени од своите животински страсти, толку се заслепени од желбата за пари, што не може да го видат својот крај. А крајот е погибел. За нив е обезбедена, осигурена, гарантирана, вели Петар, темнината. И кога го слушаме сето ова, изгледа неразумно. Колку пати ние сме били исто така заслепувани. Заслепени од некои наши цели. Бог ни праќа ангел, застанува пред нас, не можеме да го видиме. Тврдоглави како магариња. И тераме, упорно тераме да го направиме нашето. Да го направиме она што ние сме си го поставили како цел. И тогаш вели Петар, сетете се на Валаам. Значи, можеме да видиме дека овие карактеристики на лажните учители
ни покажат зошто тие така арогантно го отврлуваат учењето на апостолите и авторитетот што лично Петар вели го добивме од Христос во првата глава. Ние сме сведоци на преобразувањето на Христос на гората. Привлекувале луѓе. Како? Привлекувале со тоа што правеле големи работи. Тие се бореле со демони. Имале смелост да фалат хули врз демоните. И тука повторно се наметнува така една споредба, современа споредба. Зошто, навистина зошто, најбогатите христијански служители денес се они кои се занимаваат со истите такви техники? Дали можеби зашто и они се поставили за цел да бидат многу богати, да имаат приватни авиони, да имаат огромни куки и ергела со по 20 на коли? Не знаеме. Но интересна е споредбата на техниките на лажните учители тогаш и техниките на некои христијани денес. Основната цел на тие лажни учители биле да ги оттргнат од авторитетот на апостолите, зашто така полесно ќе имат поголеми можности, поголема веројатност да се ги полнат джебовите. Значи, тоа беа карактеристиките. Сега какво влијание всушност, каков ефект имат тие учители? Не го исполнуваат тоа што го ветуваат. Тие се полни со ветувања, тие организираат спектакуларни настани, служби, кои се возбудливи, кои го привлекуваат љубопитството, меѓутоа немаат никаква полза во црковната заедница. Ги оставаат луѓето празни. Тие се безводни извори, облаци и магли од бура разнесувани, за нив е резервиран мракот на темнината за секогаш. Многу интересни спороди прави овде апостол Петар, кој многу говори на луѓето од безводниот, сушниот близок исток. Безводни извори, вели. Патниците тогаш патували низ пустина и знаеле од прилика кај има извори. И оделе кон тие извори со големо очекување. Ожеднати, истоштени, се надевале кога ќе стигнат на изворот, ќе се освежат, ќе наситат жета и ќе продолжат понатома. И може да се предпоставите какво разочарување било кога ќе стигнат до изворот и ќе видат дека пресушил. И знаат дека ги очекува уште толку патување во кој можеби нема да успеат да стигнат и нема да преживеат. Вели, исти такви се и овие лажни учители. Големи ветувања, многу надежи положуваат во нив, меѓутоа нема вода, не наситуваат. И потоа вели како облаците, како облаци и магли од бура разнесувани. Кога ќе посеат во тоа време и во тој дел луѓето кога ќе посеале нива, тие се надевале единствената можност нивата да биде напоена биле облаците. Ако заврне дожд, ќе има род. Ако не заврне дожд, ако има суша 1-2 години, има глад. Луѓето умираат од глад. И кога ќе виделе на хоризонтот се појават темни облаци, тоа ги исполнувало со надеж. Знаете, има облаци кои грмат, светкаат, ама нема да пуштат ни една капка и на крајот ветрот ќе ги растера. Или такви си овие лажни учители. Многу грмење, многу мускавици, ама нема вода, не напојуваат, не наситуваат. Многу емоции, многу викања, многу урлања, но на крајот кога ќе си заминат луѓето во заедницата, во дома, во заедницата, нема живот. Тие не наситуваат. Зошто? Зошто единствено наситеност носи Словото на Бог, вистината од Бог, Божјото Слово, Божјиот Дух. Нема алтернатива за Божјото Слово. Душата се храни, храната за душата е Словото на Бог. Тие учители давале алтернативи. Ние сега ќе ви покажеме како ќе се справиме со демоните конкретна облика. И на крајот луѓето си оделе, разбирале дека нема леп во таа работа. Нема субститут за Божите вистини. Нуделе слобода, како што и денес се нуди многу слобода. Многу слобода и пак луѓето живеат во робство. Зошто?
Зашто самите тие се робови. Ги мамат на телесни похоти и нечистотија оние кои тухушто се отргнале од тие што живеат во заблуда. Очевидно, најлесна жртва биле новите во верата и им ветувале слобода, им кажувале: па вие не сте го разбрале словото правилно, па веќе ние не живееме под закон, ние живееме по благодат. А тоа значи дека имаме слобода да правиме што сакаме. Затоа, насладувајте се на слободата и посветете се на вашите, но на што она го правеле и лажните учители. Знаете, секој лажно учење е измислено за да задоволи некој човечка страст, некој човечка поход. Така се појавуваат лажните учења. Самите биле копнееле кон телесните страсти и повели учење во кој што е дозволено да правиш што сакаш. Проблемот е што тие луѓе кои се ослободиле од блудството кое било вообичаено во тоа време, откако се вратиле на библиските принципи, пак се вратиле на робството. Ете, денес многу се говори за слободата. Покрај толерантноста, која е врзана со слободата, слободата е најголемата светиња, најсакралното во современото општество. Толеранција и слобода. Зошто треба да бидеме толерантни? Зошто секој има слобода. Секој треба да има слобода. А вистината е дека во таа голема слобода што ја уживаме, луѓето се најнезадоволни од било кога порано. И очигледно дека слободата не донесе никакво задоволство. Всушност, слободата само донесе робство. Луѓето имаат слобода за избор на сексуална ориентација. Хомо, би, хетеро и така натаму. Задоволни ли се луѓето? Роби се. Најголемото робство денес постои денес, всушност, во таа слобода што ја имаме. Лажните учители велат, вели апостол Петар, доаѓаат со приказни за слобода, а носат робство. И на крајот, најсериозниот проблем или влијание што тие го вршат е што тие ги носат на пат од кој нема повеќе враќање. Пат кој води кон сигурна смрт. Зашто ако го избегнале световните скверности преку познанието на Господ и Спасителот наш Исус Христос и пак се плеткаат во нив и бидуваат победени, тогаш за такви последното ќе им биде полошо од првото. За нив би било подобро да не го беа познале патот на правдата откако го познаа, да отстапат од светата заповед која им е предадена. Ним им се случува според вистинската поговорка. Песот се враќа на својата блујавица и искапената свиња во калта. За такви ли последното ќе им биде полошо од првото. И с други спорови сака Петар да каже нема надеж повеќе. Што знаеш, зошто го кажува тоа апостол Петар? Има една вистина која вели, кога некој ќе тргне по некој пат и ќе се одврати, многу тешко пак се враќа. Тоа е, наистина е така. Има луѓе кои тргнале во црква и се молеле и читале од Библијата, слушале проповеди, дури и служеле и поради некоја причина се разочарале од некој и се оттргнале. Многу тешко таквите потоа се враќаат повторно назад. Кога ќе дојде некој да им кажува за црква, тие велат, знам што е тоа, сум бил, знам. Не е тоа за мене. Не ме замаре повеќе. Обично тоа е реакцијата. Сигурно овде апостол Петар го има определити оној многу важен принцип, оние на кои е дадено повеќе од нив повеќе се бара, тоест одговорност е поголема за оние кои имаат повеќе знаење. Луѓето кои слушале од словото и се оттргнале и покрај тоа што слушале, за нив судот ќе биде пострашен. И тоа е вистина. Но основното прашање што се постава овдека и текстот малку подведува, зашто апостол Петар вели тие луѓе ги избегнале световните скверности, имале знаење за Исус Христос како за Спасител и го познавале патот на правдата. И тука така се појавува
како еден впечаток, како тие луѓе да биле спасени. Тие биле спасени и сега отпаднале од спасението. И основниот спор што се појава овдека е од овој текст, има ли отпаѓање од спасението, може некој да го загуби спасението, може некој да биде спасен, а потоа да не биде спасен и така натаму. Пак ќе кажам, овој текст не е за да гради некакво учење за спасението. Апостол Петар овдека отсликува луѓе, карактери. Не е доктринален овој текст. Иако изгледа како апостол Петар да говори за луѓе кои биле спасени и потоа отпаднале. Според мене нема отпаѓање од спасението, нема губење на спасението. Тоа противречи на Божјото знаење во основа. Не тргнуваме ние од некои наши представи за спасението. Тргнуваме и би требало секој пат да тргнуваме од самата природа на Бог. Бог е Бог кој знае се. И кај Бог нема, Бог живе во вечноста, кај него нема привремени состојби. Состојба во кој што некој привремено бил спасен, потоа го загубил и потоа пак ќе го спаси. И постојано Бог ја отвора книгата, ќе го запише името, потоа ќе го избрише, па ако се врати во црквата, пак ќе го запише, пак ќе го избрише и така натаму. Всушност, најважното прашање е што значи спасение? На тоа се сведува се. Не дали се губи спасението. Што значи спасение? Ако разбереме што значи спасение, тоа ќе може да одговори на прашањето дали може да се загуби спасението. А што значи спасение? Спасението значи, најкратко кажано, Бог да ти даде ново срце. Срце кој почнува да живее по поинакви вредности, срце кој почнува да го мрази гревот, го возлюбува Бог, сака да му служи на Бог, сака да му се покорува, сака да го следи Бог. Човек кој е спасен, тој сака да расте во познавањето на Бог, тој се восхитува од Бог и го следи Бог. Тој човек не сака повеќе да се враќа, како што овдека Петар вели, на повратеното, како што го прави кучето и букалта, како што го прави свињата. Вистински спасениот човек може да сгреши, но тој нема да се врати назад. Туку ќе бара начини како да се излече и да продолжи напред по Божиот пат. Вистински спасениот човек е обземен од Божјата природа, од Божиот карактер и сака да станува се повеќе како него. Тој не сака да има повеќе ништо со оние од кој што се одвратил, од кого што побегнал, од оној живот што го напуштил. Тој сака да живее поинаков живот. Живот на спасение, божествен живот, живот што Бог го дава. И тоа е спасението. И ако има такво спасение, има спасение. Ако нема, нема спасение. Тоа е вистината. Може навидум. Овдека Петар вели, тие тргнаа по патот, го спозна познанието на Бог и така натаму. Овдека можеме да се повикаме овде со параболата за почвите. Имаше едно семе што падна на камениста почва. И ако тоа се гледат првите резултати на растежот на тоа цвеќе, ќе се помислиме дека има живот. Паѓа семето, пушта корени, пушта стебленце, пушта ливчиња. И ние ќе се кажеме, еве, има живот, има спасение. Меѓутоа доаѓаат, се јавува сонцето, доаѓаат неволите, доаѓаат искушенијата и се исушува, и исчезнува, нема живот. Така и со луѓе за кои мислиме дека имале спасение. Нема живот, нема вистински живот. Навидам како да има живот, но нема живот. Ако ме прашате мене, дали може да проценам кој е спасен, кој не е спасен, не можам, тоа само Бог го знае. Вистински спасениот не се враќа назад во калта, не се враќа назад во стариот живот. Некои луѓе се измиени само надворешно, но не и внатрешно. И затоа нема вистинско спасение. И на крајот, многу сурово звучи сето тоа што апостол Петар го пишува овдека.
Дали е премногу суров, дали е премногу осудителен, дали треба да биде таков. Майкъл Грин има еден убав коментар на овој текст, на овој дел од Божјото Слово. Тој вели вака: зошто Петар фрла толку дрве и камења по лажните учители? Зашто тој пред се е пастир. Тој се грижи да го води стадото на Господарот, како што самиот Господар му рече. Господ Исус 3 пати му рече: Петре, паси го моето стадо, паси ги моите јагненца, паси ги моите овци. 3 пати го кажа тоа. И како требаше Петар да постапи? Кога виде дека стадото е во опасност, а има заповед од Христос да го паси стадото. Кој е добриот овчар? Добриот овчар е оној што ќе ја каже вистината. Затоа, вели, продолжува Грин, затоа тоа е бесен кога открива дека стадото е отровено од похоти кои се маскирани со религија. Затоа овој портрет е многу важен. Колку да е остар, колку да е груб, е важен. Треба да го зачуваме во нашата меморија, зашто од него може да зависат многу работи во нашиот живот. Господ да ни дава мудрост да го следиме Божјото Слово и да внимаваме какви примери копираме. Може да е болно за нашата суета, за нашата гордост, но подобро суетата да не биде повредена, подобро гордоста да не биде смачкана, отколку да ги претрпиме овие последици за кои што апостол Петар овека пишува. Многу важно слово. Господ да ни дава мудрост преку него.